Музичката дива Селин Дион се подготвува за големо концертно враќање во Париз, откако во 2024-та ја одушеви публиката со настапот на отворањето на Олимписките игри со песна од Едит Пиаф. Според Variety, таа ќе одржи серија концерти во La Défense Arena оваа есен. По одложувањата поради пандемијата и незините здравствени проблеми, Дион повторно се враќа на сцената и покрај борбата со реткиот синдром на вкочанета личност. Незината приказна беше прикажана и во документарецот I'm Celine Dion, а незиниот камбек веќе создава огромен интерес кај фановите. HBO го објави првиот тизер за новата телевизиска адаптација на Хари Потер, откривајќи потемна и посериозна верзија на магичниот свет. Трейлерот носи сцени од детството на Хари, од животот кај Дарсли до првата средба со Хагрид, како и кратки појавувања на Дамблдор, Снейп и Драко Малфој. Фановите генерално реагираат позитивно, иако дел забележуваат помалку магија и потемна визуелна атмосфера во споредба со оригиналните филмови. Емотивно и носталгично издание на Амиџи Шоу донесе силни спомени за покојниот Маринко Маџгаљ. Водителот Огњен Амиџик одбележа 10 години од неговата смрт, отворајќи дел од својата душа пред гледачите. Гостинката Каролина Гочева сподели искрени и забавни спомени од дружбата со Маџгаљ, истакнувајќи дека токму тој и Амиџик ја извлекувале незината разиграна страна. Вечерта беше исполнета со музика, анегдоти и почит кон наследството на групата Фламингоси, најавувајќи нова песна по цели 10 години. Вистински музички бум направија два Бона и Владко Лозановски Лозано со првата заедничка песна Минуси Плюс, која веќе ги освојува социјалните мрежи. Фановите воодушевено реагираат на овој несекојдневен спој, оценувајќи дека македонската сцена доби свеж звук и нова енергија. Зад проектот стои силен авторски тим, а видеото во режија на Стефан Димитриевски Steady Flow носи модерен визуелен израз. И самите артисти не го кријат задоволството од реакциите, најавувајќи можни нови соработки во иднина.